кога беше поништен оној гол на Рибеиро, кога сантиметри може би решава за тоа за офсет ситуацијата, па сега Игнатов сега убаво фрлање кон Рамадани, Меличи иде, Рамадани 1-0. Води Арсими, истрча Меличи, не успеа да го стигне. Рамадани кој што успева елегантно да мине и да биде прецизен, да погоди за водство на Арсими. Го видовте, Аритон сепак Цуцули, да. Убав потек на Мехмет. Неколку вакви ситуации во контранапад решава Мехмет, па сега офанзивен и Адили. Уште еднаш Марио Ричков на втората статива, таму повратна топка, еве го уште еднаш Рибеиро 1-1. Сега е регуларен гол. Рибеиро убаво скокна и асистираше на оваа топка. Дали е тоа Ричков, ке видиме во секој случај. Таму е и Дрљевич, Гафури, токму голема шанса. Конечно Шефити во третиот или четвртиот овид. Убава шанса и сега продолжува иницијативата на гостите од Скопје. Повратна топка, еве шанса за 2-2. Го има тоа гостите. Стигнува до изедначување, гледате, сосема заслужено таму. Дестани стрелец. Дестани погодува. Авдули. Таму е Асани. Поди сега Асани на Ристов. Асани, прв дриблинг, уште еднаш уфрлање сега на Асани, еве шанса и 3-2 Игнатов. Оно што не му успеа во првото полувреме, во 26-та минута со нога, еве го во 85-та погодува Игнатов. Се радува сега и навивачите и фудбалерите на Арсими за овој момент. За Игнатов гол број 2. Шефити, да видиме пенал. Тргна Шефити, да видиме, вели дека е надвор оваа топка. Дали е тоа Мурати, ке видиме. Шефити против Меличи. Гол. Сигурен е Шефити. Гол број 2. Арсими конечно може да здивне, а Шкупи да се откаже од првиот бот оваа сезона, иако изгледаше дека Вареловски најовски ќе го покрие. Рамадани. Долга топка за Стојанов. Го чека таму Тодоров. И на таму Стојанов. На спортивната страна е Вареловски, Стојковски. Тодоров има можност да се намести, да центрира, го прави тоа и тоа на првата статива. Спрема 0. Долга акција што фудбалерите на Тиквеш ја почнаа од сопствената половина, на крајот од 9-та минута ја завршија со погодокот на Садик, неговиот втор во овој шампионат. Долга топка за Талаков, ако нема офсет, ова е добра позиција за Македонија. Горче Петров имаше играње со рака пенал. Отворена раката, немаше намера, ама такви се фудбалските правила. Отворена кон напред го правеше телото на фудбалерот на Тиквеш поголемо. Ке се провери во меѓувреме дали има офсет при додавањето за Талаков. Еве ќе видиме таа уште еднаш Илиевски. Видите каква е нестрка во фудбалот пред само. Стоилов Стевковски. Тиквеш води 1-0 од 9-та минута. Сега е 58-та. Стоилов ја отиде на вистинската страна Стевковски, меѓутоа Стоилов со првиот гол сезонава им носи 1-1 на фудбалерите на Тиквеш, на Македонија Горче Петров.
Тоа е во фудбалот. Стојанов. Акабуезе. Петрович. Убаво ставена топка за Стојковски. Шутира Стојковски. Брани Јанков. 2:1. Водство за екипата на Тиквеш со погодокот. Дали е Најдовски? Одлична акција, двата гола, сите шанси. Тодоров, убаво решение на Тодоров, десно треба да е Михаилов, убава контрола, Михаилов комбинира со Макич, еве можност и 1:0. 1:0, Михаилов уште на стартот погодува за предност на екипата на Брера. Кадрију, добар потек на Кадрију и погрешката на Вргов и Антовски израмнува на 1:1. Прекрасен потек на Кадрију, имаше и среќа. Го форсира лево Стојанов. Ова е сомнително. Дали имаше овде прекршок од Димитриевски. И ќе има пенал за Брера. Факт, рутински 1-2, 42 минута. Брера повторно до предност во Скопје на арената Тодор Проески. Да видиме што корнерот може да донесе за Брера или дали работнички ќе има проблеми во одбраната сега по овој прекин. Убав центар шут и 1-3. 1:3. Мециновиќ, односно се извинувам, Наумчевски со број 6 по центар шутот на Михаилов, Наумчевски. Одличен плеймейкер, младински репрезентативец на Македонија Дејли. Дејли, убав преглед и дали имаш овде игра со рака, така е. Има пенал Антовски денеска, трагичар. Антовски сгреши во 27-та минута. Еве можности за втор, Рутински мери 2-3. Намалува работнички. Еве шанса за домашните сега. Сите со работнички, има и еден погодок. И сега факт, каква грешка на фудбалерите на работнички. Василев ќе ја вади топката од мрежата по четврти пат. 2-4 факт. 75-та минута. Играч на работнички. 7 меча има фудбалерот кој влезе во игра. Пред малку и ова беше мајсторија која ќе се прераскажува на овој надпревари од ова коло и мери. Температурата беше близу 30 степени. Еве како се смени времето. Па сега е половично тоа, па нема потреба ниту за оние паузи за освежување. Одличен шут, како еврогол сега на Ибраими. Ова никој не го очекуваше. Сите бара тука, чека центар шут. Ќе забележиме 49-та минута, 1:0 поведува Шкендија.
со, ќе го наречам, еврогол на Ибраими. Бесарт Ибраими, трет погодок за него во шампионатот, меѓутоа ќе го видиме тоа уште еднаш на забавена снимка, феноменално. Понекогаш на ваков начин и Фетај ќе влегува во игра во екипата на Шкендија. Ќе ми простите, не забележав колку беше покажано дека ќе се игра плюса, меѓутоа има ли можност, можеби во финишот има и тоа како. Еве погодок за 2:0. Стрелец на голот Красничи. Ако Силекс не користи, тогаш Шкендија знае да казни. Убаво додавање за Радески, не минува топка, па ја одзема Шабани. Добро се затвора Радески, еве го Воша сега, оди Воша. И асистенција за Малески, каква грешка на Белич, неверојатно. Асистенција на противничкиот фудбалер Белич за Малески. Меѓутоа, Малески покажа дека ќе биде исклучително опасен уште при неговиот Здравевски, па офанзивен сега и Гроздановски на втората статива. Нема никој или пак доцни сега таму. Хамза, па Компаоре, слободен е Малевски, еве шанса сега да го затвори над преварот. Малевски оди по втор гол. Малевски! 2:0. Победа на Струга Тримлум, 94-та минута. Уште еднаш Малевски, Хамза асистираше, мислам, и Струга Тримлум конечно во финишот, во завршните 5-6 минути го крши отпорот на гостите од Битола. Тодоровски, па Бабунски, повтора Кастенада, очекува топка, не ја добива. И сега Мато, одличен дриблинг и натаму Мато првиот удар кон Кастенада. Двојно преигрување таму со Тодоровски, продолжува преку Бабунски, меѓутоа нема додавање за Малевски. Еве сега шанса, повеќе случајно топка за Омер Агич. На одбраната повторно наместо Матич, па продолжува Бабунски со Кастенада. Лево е Маневски. Ево го бараше и доби топка, има простор да се намести, да центрира. Добар центар шут и со глава. Комбинација која што не беше успешна. Добро таму Боријан Пановски. И сега Ајдоган. Каква голема шанса се отвора за Башкими. Хаджич ќе го пронедели Симоновски. Ево Симоновски сам против Талевски. Симоновски гаѓа во го противничкиот гол. Каква шанса, не успеа. Буквално ни полушанса во второто полувреме. Ние туку еден директен удар кон голот, може би е време. Аскар, нафрана топка, голема шанса, брани таму, еве позицијата која што ја пара домаќините. Јахија, Мислими и Манасиевски, но претходно да видиме шанса е тоа за екипата на Вардар